Почитувани, добар ден. Цените на јајцата се замрзнаа, ама затоа платите на функционерите се одмрзнаа. Уставниот суд на седницата на 21 март донел одлука со која укина член од законот што ја држеше основицата за пресметување на платите на функционерите на ниво од околу 26.000 денари. Колку време му требаше на Уставниот суд да донесе една ваква одлука? 10 години? Ама како во народната, сложни попови и во петок мрсат. Па така членот од законот е укинат и сега основицата од 26.000 е покачена на 47.000 денари или во проценти 78. Или народски кажано, повисоки плати ќе добијат заменици министри, градоначалници, директори, но и самите уставни суди. Имаат ли план од каде ќе ги најдат парите за ова покачување? Кога нема 2000 денари за медицинските сестри, кои ги добија по низа штрајкови. Никој не побара зголемување, ниту видовме да штрајкуваат. Но, како што кажа Бетики, законот си е закон и мора да се почитува. И треба да се најдат пари. Денес во црвена линија прашуваме дали пратениците на ВМРО, ДПМНС, СДСМ и ДУИ ќе се откажат од зголемување на платите што ги почасти Уставниот суд. На тоа ќе ни дадете одговор вие, секако повеќе одговори, коментари, шернувања и лајкнувања можете да направите и на социјалните мрежи, поточно на профилот на Црвена линија на Facebook, не има и на Twitter. Заследете го профилот и на Телма телевизија на Facebook, а јас себе ќе посетам уште еднаш. Пожелно е да ве имаме и на Instagram, затоа што секојдневно може да учествувате на нашата анкета која што објавуваме на Instagram Story. Па еве, доколку кликнете на Instagram, ова е прашањето кое што ќе ве пресретне. Ќе поднесе ли опозицијата предлог закон за изменување на овој закон? Што мислите вие? Две опции за одговор: да или не. Резултатите секако ќе ги прочитаме таму по рекламите. А во продолжение ќе го погледнеме и прилогот на Миомир Серафиновиќ. Оправданоста на зголемувањето на платите на функционерите во ситуација кога не ги зголемувате платите на обичните работници во јавната администрација. Тоа е проблемот тука и би кажал дека оваа одлука е апсолутно не само неисправна и неиздржана, туку и безобразна и е нехумана на некој начин, навредливо е во таква ситуација да качувате плати на јавни функционери. Нашите функционери се мајстори кога треба да се извадат за нешто. Кога треба да се најдат пари, не знам, за лечење на некој дете или за некој лек, се е според законот и уставот и законите. Јас не е во моја надлежност да најдам пари, не е во надлежност на Министерството за здравство, не е во надлежност на фондот, не е во надлежност на владата и пари не се наоѓаат и умираат луѓе. Кога треба да се добијат пари за функционери, тогаш му веруваме на системот, системот така одлучил, ние не сме криви. Секогаш во Македонија така, вие функционерите за ништо не се криви, секогаш е некој друг крив, се е согласно уставот и законите. И секогаш е тоа така. Се разбира дека дека имаат можност функционерите сега, односно владата да направи нешто, оно што може да го направи е да ги смали платите. Донесете одлука, закон што да треба да се смени за тоа, да се намалат платите, согласно ова сега зголемување што го донел Уставен суд, сменете го предметниот закон, членот што треба да се смени и да се вратат платите на истото ниво. Тоа сега треба да се направи, тоа може многу лесно да се направи. Прашањето дали ќе сакаат тоа да го направат. Не знам, веројатно ако има голем притисок од јавноста, можеби и ќе попуштат, можеби ќе го направат тоа и затоа всушност и треба да се критикува. Значи, решението според вас е во некој ново законско решение кое подитно би требало да го донесат и да го предложат тие што всушност највише ќеруваат од оваа одлука на Уставен суд. Апсолутно, да, апсолутно, но и она што исто така сакам да го нагласам е дека со тоа, да кажеме, ќе се коригира оваа одлука на Уставен суд за покачување на платите на функционерите, ама нема да се зголемат платите на останатите работници. Пазете, ние лани имавме инфлација во просек од 14% во државата, оваа година ќе има инфлација од околу 10% веројатно, што значи дека за 2 години вкупните трошоци за живот би се зголемени за 25%. Тоа значи дека треба и платите да ви се зголемат за толку, за да
можат луѓето да јадат исто оноку колку што јаделе пред 2 години. Значи она што мора да се направи покрај ова, да кажеме, оваа корекција на покачувањето на платите на функционерите е да се зголемат и платите на сите други останати во јавната администрација. Не може да зголемувате плати за 5% или за 2-3%. Едноставно не е хумано. Не може кога се ви е поскапено 25%, вие ќе покачувате плати или пензии, не знам, за 5% и ќе се фалите највисоко покачување, највисоки плати во историјата. Ете, слушавме што одговори на Миомир Серафиновиќ, економскиот аналитичар Бранимир Јовановиќ. Сега е време да го вклучиме и нашиот денешен гостин во ова денешно издание на Црвена линија, господинот Трпе Дејановски, кој што воедно и е председател на Синдикатот на работниците од управата, правосудните органи, Сдруженија на граѓани на Република Македонија. Добар ден, верувам дека добро се слушаме и големо благодараме ве што прифативте денес да ни дадете одговори на неколку наши прашања. Добар ден и благодарам на поканата. Па еве, колку време според вас му требаше на Уставниот суд да донесе една ваква одлука? Колку време им е замрзната основицата на функционерите? Зошто баш сега се укина членот? Уставниот суд работи по принцип на поднесени иницијативи. Кога е поднесена оваа иницијатива, точно стварно не знам, тоа е прашање за што може да одговори Уставниот суд. Платите се замрзнати од 2009 или 10 година, 10-та, имаше две замрзнувања, едното 2009, едното 2010, и од тогаш се останате на основица 26.700 денари во бруто износ. Од кога е поднесена иницијативата во Уставниот суд и колку време на Уставниот суд требало да одлучи, тоа е добро прашање, што треба некој да го одговори. И уште подобро прашање, зашто баш сега? Зошто не во минатото, зошто некога имавме мала инфлација, кога имавме пониски цени, зошто баш сега кога цените се огромни, кога инфлацијата е 14% официјална, неофицијална 26%, се решава да се зголемат платите на функционерите само во државата, тоа за енормно висок износ. А со укинување на членот од законот, сега основицата од 26.000 денари е покачена на 47.000 денари, или тоа во проценти изнесува 78. Што мислите, да не им е малку? Мислам дека е премногу, мислам дека е нелогично, дури, како што каже Бранимир во изјавата, професорот Јовановиќ, дури безобразно. Испадна сега други математики дека немало да биде толку. Мислам дека нашата математика е повеќе од точна, е направена на одредбата на член 11 закон за плати на доместоци на плата на функционери. Порано имаше таму едно зборче кое беше нето. Меѓутоа во 2008 година тоа зборче е избришано, што значи дека основицата е бруто износ на плата, на просечна плата од минатата година. Да бидам поточен, просечна плата во бруто износ минатата година е изнесува точно 47.631 денар. Според вас има ли пари во буџетот за оваа гимнастика? До вчера немаше за медицинските работници, или се оправдува онаа познатата реченица закон си е закон, мора да се почитува? Ќе видиме. Мислам дека пак ќе биде тоа на грбот на вработените. Мислам дека од понеделник, ако се исплатат овие плати, ќе треба да се скрати некаде, а секогаш кратењето за жал е кај вработените. Дали тоа закон е закон, ќе мора да се почитува. Баш ме интересира дали некој од функционерите, ако ним се исплати оваа плата, ќе тужи. Сега би сакале да слушнеме кој ќе биде вашиот одговор. Дали според вас синдикатите би ги поддржале министрите, замениците министри, директорите, замениците директори, судиите, ако еве излезат на протест пред влада, ако им се укине ова покачување? Па не се членови на синдикат, мислам поддршка од нас нема да добијат. Мислам би било убаво да видиме како е од другата страна, барем они да бидат еднаш на улица, ние да седиме во канцеларија. Дали претениците на ВМРО, ДПМН и СДСМ и ДУИ ќе се откажат од зголемувањето на платите што ги почести Уставниот суд? Што мислите? Па до сегашната пракса покажува дека не. Добро, и со оглед на тоа што имаме анкета на Instagram Story, ќе го поставиме ова прашање и до вас. Треба да ни одговорите кусо со да и не. Ќе поднесе ли според вас опозицијата предлог закон за изменување на овој закон? Не. Не. Јас мислам не.
А јас ќе ви речам големо благодарам што одвоивте време и еве се вклучивте во ова издание на Црвена линија. Секако топло препорачуваме да останете до крај, да не догледате и секако да слушнете што ќе кажат граѓаните кои што од овој момент ќе почнеме да ги вклучуваме во Црвена линија. Уште еднаш големо благодарам. Благодарам на покана. А драги мои, ете, ги слушнавте одговорите и на гостинот се разбира Трпе Деановски, кој што воедно ќе посетам е председател на УПОС. Сега е време да ве слушнеме вас. На 02-307-0005 го вклучуваме првиот гледач. Добар ден. Дали се слушаме? Да, јас се чум. Да, вие сте, повелете. Благодарам. Пете, сончев хубав ден и убави вести да слушнеме од владата, да видиме еднаш единство во оваа влада. Како сложно си, без протести, без штрајкови, без отсутствување од работа, без немири, без пишување, викање, карање. Сложно. Оп, струп, си ги зголемја платичките за приближно 100%. Сега не знам дали поводот беше што оној господин со фризура што има помалце коса од мојата глава се шеткаше по маркетите со празна кошничка, а таа потрошувачка кошничка требаше 50 и кусори ледарки за да се потполни он човекот. А како го коментирате тоа, функционерите сами не си ја покачија платата, туку Уставниот суд донесе таква одлука? Видите, тоа нормално, не може сами да си ја покачат. Мора тоа да биде со закон покриено. Они така функционираат. Што ќе направат? Се е со закон, законот ќе го дотера така да биде според законот, иначе ќе има да речеме незаконски мерки, незаконско покачување на плата. Тоа си според законот направено покачување. А еве кој ќе биде одговорот на нашата анкета? Сметате ли дека опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Јас до опозицијата апелирам. Ова покачување на овие плати, ни еден градоначалник од опозицијата што е било каде, ниту еден функционер од опозицијата да не ги прима тие тоа покачување. Благодарам сега кој ве што бевте пред се прв гледач во Црвена линија, го пробивте мразот, а сега продолжуваме понатаму секако само со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте. Кои ќе бидат вашите одговори? Моите одговори се следниве. Никој нема да се откаже од убава плата, како што јас не ви се откажала од убава плата. Власта е во народот. Затоа сакам да се јавам. Ние сме законите, ние сме здравството, ние сме образованието, ние сме администрацијата по која сите викаат. Ајде сега некој нека ми објасни мене што значи ова. Нека ми објасни, јас мислам дека е се договорено. Уставниот суд со власта се договора, ќе си ги качат платите. Ајде нека живееш со 20.000 да ги видам јас. И дали ќе наполни премиерот харпата, онака како што се расшатавани низ маркетите. Срамота. А доколку не им се случува покачување, дали како граѓанин би ги поддржале на нивните протести? Да. Јас би протестирала, да. Заедно со министрите и функционерите, доколку не се случува? Не, обратно. Не. Обратно. Значи, јас поддржувам македонскиот народ да протестира исто како во Германија, во Израел, во Париз, не насилно. Боже мој, краја да е. Дали верувате дека опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување? Да. Ќе поднесе и нема да му го прифатат. Нас не треба луѓе нови избори. Тоа е факт. Нас не треба нова крв во политиката. Нас не треба нов чип во мозоците на македонскиот народ. Замислете, немаше леп, ќе сме месели. Благодарам многу за вклучувањето и вам. Секако продолжете да не гледате. А сега и пред да вклучиме гледач, топло препорачуваме да кликнете на www.mojaplata.mk и еве овде е сајтот каде што нели можете да видите како изгледат, колкави се платите по позиција, дури има и калкулатор за нето бруто плата.
Еве можам и ова да го прочитам. Опсегот на платата за лица што работи во Македонија во јавна администрација, самоуправа вообичаено се движи од 21.107 денари минимална плата до 47.444 денари највисок просек. Вистинската максимална плата е повисока. И еве надолу можете да кликнете на позиција, гледате различни позиции, главен функционер, главен советник и секако да разгледате и се информирате за се што ве интересира околу платите. Нас не интересира што мислите вие. Добар ден. Да, добар ден. Па еве, според вас дали пратениците на ВМРО, ДПМН, СДСМ и ДУИ ќе се откажат од зголемувањето на платите и дали опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Што се однесува до парите, тука се многу здружени се и опозиција и позиција. Тие за пари никогаш не се караат, да знаете. Се караат само за некои работи кои не се од нив на интерес. Иначе, ова што го донесе Уставниот суд на 21. март, да се активираат членовите за покачување на 78%, тоа е едно големо лудило на Уставниот суд на Република Македонија. Начело со председателката која што има законско право да стави вето на тоа нешто. А не тоа адвокат кој понесол барање, сега му ги одоволува неговите барања. Затоа јас се надевам и председателот што реагираше, и председателот сега на владата е во Србија, ќе се врати назад, и јас се надевам дека тој ќе се коригира. Тоа нема никој да земи толкова покачување. Рачунајте дека на 100.000 тој ќе има 176.000. Тоа се 3.000 евра. Во Македонија немаат леп луѓето да јадат. Имаме замрзнување на артиклите, намалување на артиклите. Затоа јас владата ќе ја повикам подхитно ова нешто на Уставниот суд да не му го прифати и да не ги покачува на никого платите. Ви благодарам многу. Благодарам и вам. Сега време малку да откриеме што твитаат твитерџи. Секако ги читаме твитовите кои што ги издвоивме за ова денешно издание со цел нормално да се надоврзете, можеби нешто нема да се сложите, ќе коментирате како и да е слободно, нели? Црпете ја инспирацијата и од она што се говори меѓу твитерџи. Баба Рок напишал: Уставен суд во рекорден рок одлучил за зголемувањето на платите од 78% на функционерите, меѓу кои и на уставните суди. А предметите за промена на уставот во јазичноста чекаат по неколку години. Продолжуваме со вас. Добар ден, доколку имаме гледач или можеби гледачка во црвена линија. Ало. Здраво, црвена линија. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Поздрав до Телма телевизија од Николче Петрески од Кичево. Голем поздрав и до вас секако. Благодарам и јас. Она одлука, значи која донесе судот, јас сметам дека судот нормално со тие два члена кои ги имаше и се направи своето покачување, од кој со закон е дозволено, ама не онака како што судот одлука донесе. Сега вака, јас лично, мојот предлог е, значи може да се најде начин по секоја цена ова покачување сега, значи затоа што сме во тешка ситуација, значи кога народот страда, кога народот нема доволно да јаде, како што се донесува закони со европско знаме во парламентот, значи истото тоа можат да го направи сега владата. Само ако сакаат ВМРО, СДС, ДУИ и сите тие можат заеднички да поднесат, како што реков, знаме, европско знаменце и нека ги покачат платите нормално како пратеници, како луѓе, барем малце повеќе од она што го имаат, а не по 500 и 600, 700 евра. Јас мислам за тоа, ако го направат, тогаш народот ние ќе бидеме виновни што ако утре има избори и излеземе на избори. Значи, треба да не слушаат нас и да одат стварно да работат за народот. Ако така работат, ќе излезе народот. Ако не, да бидат поздравени и тешко да бидат повеќе, значи, мислам, министри. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Одиме повторно со Твитер. Космополитан напишал: Повторувам, јас не знам, но сватив едно.
Судиите од Уставен суд фактички одлучувале за себе. Ова не е иницијатива од владата. Нашле законска формула да си ги покачат платите што сакаа одамна да го сторат, а останатите тие се колатерална штета. А народ ги става сите во ист кош. Дали сметате дека ова е колатерална штета и дека ова се е онака како што коментираше, например, Космополитан во својот Твитер? Дали се слушаме? Ало? Добар ден. Добар ден, среќен и убав ден. Најсреќен ден ви посакуваме и вам. Црна се чума зададе во Македонија врз обичниот работник, земјоделецот, болниот и сиромавиот. Значи, како не му е срам, како не му е грех, дали имат чувство на човечност, дека дечиња немат книги, немат пенкало, немат тетрадка, немат тасна, немат струја, на свеќи учат. Дали се грижат за нив или се грижат само за нивниот раскошен живот? Така за пензиите се покачија 8%, 8,5%, некој да земе 5.600, а некој да земе 800 денара. Срамно за нашата елита, немат срам, немат чувство, немат разбирање спрема народот. Го газат, го јадат, го лажат, го крадат, го навредуваат и па на крајот они се прави за граѓаните работиме, за народот работиме, за нашите деца работиме. Знаеме оти за вашите деца работиме. Сметате ли дека опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Што го донесе Уставниот? Нешто треба да се поднесе. Дали Пендаровски ќе биде како председател среќен, дека толку пари ќе земе неговата фамилија да јаде со златни лажици, а детето со бока во рат и му отиде да... Благодарам за вклучувањето и слушате досега што одговорија и какви ставови имаат гледачите. Секако можеме да ве прашаме во односи на твитот дали сметате дека со ваквата одлука на судиите од Уставен суд, кој што според Космополитан напишал фактички одлучувале за себе и дека тоа не е иницијатива од владата, всушност нашле законска формула за да си ги покачат самите платите, а останатите нели се само колатерална штета. Дали имаме гледач? Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Па сметате ли дека останатите се колатерална штета во однос на... Све е точно. Све е точно, меѓутоа врана на врана не вади очи, така да и ВМРО не верувам да поднесе, меѓутоа и да поднесе нема да се прифати, ако поднесе, значи ова е договорена работа. Меѓутоа да не е грешка тоа, да не е само таму некој 8%, да не е мислам само 7,9 колку беше, да не е 70 и нешто, да не е 7, нешто, сега да не испадне грешка, па не знам што да кажеме, ова е нешто вако нешто во светот го немаме и кај нас. Па нели за све кој ќе речат нешто, ние војната во Украина, се војната Украина е крива, а сега за вакво покачување и од каде ќе најдат волку пари, значи не е тогаш тука војната во Украина, сега уопште не фигурира никако. Значи ова е срамно нешто да се прави. Народот иде по улица и само ги колне, ова е нешто невидено. Што да ви кажам, ја не знам вакво чудо со кој памет го носат и го прават. Значи сами за себе може они све да си донесат и колку сакат и што сакат. Кажете ни што произведува, тајде. Од каде пари, значи ти треба нешто да некој треба да рмба, да се испоти, за да заработи, за да он да ужива таму и да му се даде толку. Значи ова хирурзи нема, да не да не. Според вас ќе поднесе ли што мислите опозицијата предлог закон за изменување на овој закон? Ви кажав уште одма дека нема да поднесе и ако поднесе, одма така ви кажав дека нема да се прифати. Врана на врана не вади очи. Така да ова овдека не доаѓа во предвид него. Така, благодарам многу. Во продолжение ќе ви ја прочитам секако и изјавата на председателот Пендаровски, кој што изјавил дека е невкусно во време на криза да се покачуваат плати на функционери. Одиме со вас секако, добар ден. Добар ден.
Па еве како ја коментирате одлуката на Уставниот суд за покачување на платите на функционерите до 78%? Во програмата? Да. Видете, луѓето немат пари, сиромашните, вие што сте со помали примања, со пензии и слаби, немат пари за леп да купат. А ова што го прават судиите и вие службите што сте на власти, дали имат мозок што работат, не знам, тие се многу пари, они се карат за 800 денари на некој да му покачат што стварно му се битни и потребни, а за нив 700 евра. Па, мислите овој народ повеќе не може да трае. И уште нешто да се надоврзам, дали може во друга тема нешто да зборна? Ало? Да, ве слушаме. Министерот Битики ве нагласи дека закон си е закон и мора да се почитува. Добро, видите дека Македонија ќе се заборчи 1 милиарда за тенкови, топови и тие работи. Што мислите дека Македонија многу пари има, нашите деца треба да плаќат за тие, за да му даде на Украина помош за војната. Горе да му даде помош за јадење, за облека, за храна, за материјали, за лекови, нешто, било што, ugorете. Али таа работа треба на референдум, дали сите се слагаат да му дадат помош. Дека во Македонија се разделени, луѓето не се сите за Украина. Внимавајте само на тајмерот 90 секунди и сега го благодарам и вам. Ајде повторно со Твитерџи, па и ве може подсетувам да се надоврзувате на она што го коментираат и тие. Македониум напишал, небитно, со здравие нека си ги трошат. Примерот кој го сведочат дно. Космополитан ретвитнал, чекај, никој нема одлучено дека платите автоматски се зголемуваат. Да бидеме трпеливи и да причекаме дали ќе има таква одлука. Па еве, дали ќе има таква одлука и сметате ли дека опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Добар ден. Добар ден. Дали ќе може погласно ве молам, бидејќи многу слабо ве слушаме? Молам. Здраво, Тина. Здраво. Во црвена линија сте. Да. Се тука вика социјална држава, ние сме социјална држава. Па на што личи во, Господе Боже? Тие тамо кога си имаат и колку сакаа плата, плачка, колку сакаа, овие се задужуваат тамо странство, и сега ние тамо на Украина ќе помагаме, а взимаме кредити од странство. Што се мешаме там дека не ни работат? А по во на што лечи во, дали е феудално опчество или буржуазија некоја, сад тие тамо штрекува сиромаси немат по 20.000 плата, но вие тамо по 2.000-3.000 плата 4, по во нема го никаде у Тунгузи, го нема никаде го нема, мајко му мила. И кој са... Мислите ли дека опозицијата, тоа на почетокот прашавме, ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Абе што, ние немаме опозиција, бре. Гледа што се опозицијата што прави у Франција, што прават у Израел, ке нас тие си траат и овие што сакаат тоа прават. А ако има позиција, ќе рече, чекај бе другари, не може ви така правите што сакате тука, бе, ово е смешно, цел свет не се смее. Са на некој по 770% плата, на некој там по једарка, по 2 им дават и ги лагат како кучиња. Ово е срамота. Тоа е срамота, тоа е цел свет не се на нас смее. Продолжете секако да не гледате. Благодарам и вам за вклучувањето. Одеме повторно со твитови. Командант Марк напишал 78% покачување плата за функционери во Македонија. Овозможено од Уставен суд. А ми текнува кога пцуевте по наставниците дека бараат 18% покачување на подпросечните плати. Ми се лоши од државава, напишал командант Марк. Добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден. Во црвена линија сте. Се слушаме? Да, одлично ве слушаме. Прв пат се јавувам и сакам еден поздрав на сите слушатели, а на овие лоповите што покачуваат, тие треба да се преверат дали се здрави. Да покачуваат толку, а сиромаштијата да страда. Друго,
давам еден предлог да се формира совет од земјоделци, конфекции, железари, да се формира еден парламент и они да донесат одлука, а не вај парламент. Вај парламент сите градишта што не ја поддржуваат Македонија СДС да се блокират сите парламентарци. Ова не личи на ништо. Дали имат така тие луѓе што да покачуваат толку, а сиромаштијата да страда со 10.000 пензија или плата 11 или 18 там што? Има ли врска тоа? Сметате ли дека опозицијата веќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Поднесе, они сакат да направат още 2000 евра да се качи, ти ќе поднесе шо? Тоа ни најмалку не може да го замислиме тоа да го поднесе. Они су несвесно по 700-800 евра да се качуват плата. А само тие ли сакат да живеат оваа држава? Благодарам, цениме тоа и што прв пат се јавувате, се верувам нема да биде и последен и ќе останете верен гледач и вклучуваш во дискусиите во секој наредно издание на Црвена линија. Добар ден! Добар ден! Во Црвена линија сте и вас ќе ве замолам ако може малку погласно за да ве слушнеме. Погласно, ќе викам за оваа тема. Значи, ова е токму одлука за која што сите и позиција и опозиција и кој да е што е на функција ќе се согласи. Зошто? Па затоа што читај во позадина во заграда следат избори. Значи, ќе си ги качиме платите дупло, после тоа ќе си земеме апанажа исто таква плата уште една година, што ми е гајле за државата. Ме разбирате? Значи, во оваа ситуација се вклучени, колку што ја разбирам, сите изборни функции, почнувајќи од општини, таму е опозиција. А сметате ли ве спомнавте опозицијата дека ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Бомо видели што вика, кој вика таму. Ќе видиме, тука ќе се види вистината, затоа што сите се вклучени, општини, јавни предпријатија, агенции, влада, разбирате, сите се заинтересирани ова да успее. И јас верувам дека тие ќе се обидат, ама не е моментот. Ја не мислам дека председател на држава треба да има 3 просечни плати, затоа што председателот на Америка има $25,000 и покрај тоа што не живее само од плата, малку е тоа за таа функција, меѓутоа во ова време не е решение тоа. Значи, ако е 20% инфлација, 12% просечна плата, 8% пензија. Така ќе подсетиме дека и председателот Пендаровски не се согласува со ваквата одлука со оглед на тоа што е време на криза. Одиме со Твитер. Мацко напишал: апсолутно си во право, но само ако се држиме до фактот дека одлуката е на Уставниот суд, а не на владата, собранието или кметовите. Новината се префрла на туѓо конто и дебело се политизира. И затоа треба најпрво да се испита кој ја поднел иницијативата до Уставен и со каква намера. Скипер одговорил: Јаковова Уставен судија носи одлуката за зголемени плати, а он ќе ја донирал на уставообранителите. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Добро, ќе се пријавите сами, верувам дека е намален тонот на телевизорот, особено ќе го повторам за оние кои што може би денес прв пат ќе се вклучат во Црвена линија. Deleted акаунт напишал: Уставен суд успеа повеќе да ја покачи просечната плата отколку владата со сите мерки. Добар ден. Ало. Во Црвена линија сте. Може? Да, може, секако. Добар ден. Добар ден. Одлична тема сте поставиле. Директно? Да, благодарам. Во линија сум. Да, во линија и то Црвена линија. Црвена линија, црвени прашања. Одлична тема сте поставиле. Видите, овде прво што треба да ја видиме доблеста на целиот парламент. Потребни се 13 или 15 пратеници да повикат и да воведат амандман или закон, ја не сум правник. Закон кој што ќе овозможи
референдум за бришка на овој уставен суд, овој идиотски уставен суд, малку ли зло направи со од 27 чистите македонци кои што влегоа внатре и мал инцидент направија. Уште да лежат да гнија тамо. Како можат сега и економија да расправат, кога правото не се го знаат, а сега навлегуват и во економија? Срам да им е. Ако нема доблес ниту еден од... Дали тоа не се исклучи гледачот? Добро. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте. Добар ден. Ве слушаме, во црвена линија сте. Поздрав од Струмица. Голем поздрав и до струмичани кои што гледаат Тилма и црвена линија. Да. Сега Чичко Мито од Струмица да даде некое кратко објаснение за случките во Македонија. Најнормално е да се качат платите на функционерите, на судиите. Оти во секоја држава каде владее мафија, политичка мафија, подземје, најнормално мора да бидат качени платите на судиите, за да не ги судат, да не судат правилно, да им попуштат, значи, мафијата нека владее, така и во секоја држава каде владее мафијата, и нашата држава, највеќе Латинска Америка. Не е држава правилна, треба. Верувате ли дека опозицијата ќе поднесе предлог закон за изменување на овој закон? Па би требало да поднесе. Ако е правилна опозиција, би требало да поднесе. Јас се надејам дека може да поднесам, бидејќи сега во опозицијата има честни млади деца, поштени, паметни, учени, не се како тие старите мамароци и старите багабонти што беа, што умрзна на народот, во Струмица умрзне мамарот од такви багабонти. Благодарам и вам што ве се јавивте и зборувавте во своите 90 секунди. Сега одиме со реклам. Сега, верувам, сте подготвени да ги слушнете и резултатите од Инстаграм црвена линија анкетни прашања, кои што редовно ги поставуваме. Тука ќе ве подсетам за следете незадолжително и на Facebook, и на Twitter, и уште еднаш повторувам на Инстаграм. Инстаграмче денес на прашањето ќе поднесе ли опозицијата предлог закон за изменување на овој закон, со да одговорија 35%, додека со не одговорија 65%. Тука ќе ви се заблагодарам за тоа што земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија, но и ќе ве подсетам да останете на Телма телевизија за многу кусо време. Ќе се префрлиме во една друга димензија, каде што во петок се освојуваат многу вредни награди. Вчера исто се освои еден куп награди во заврти на Телма. И затоа сега внимателно запишете ги следните прашања кои што ќе се случат во квизот. Одиме, например, со прашањето што означуваат буквите ТА пред следните зборови: игуана, кондор и атлас. Ке се случи и ова прашање: ихтиологија е гранка од зоологијата што ги изучува птиците или рибите. И шпагети вестернот на Серджо Леоне е со наслов добар, лош и... Одговорот сега, ко верувам, ќе биде точен и ќе го слушнеме од некој од вас во заврти на Телма. Ве очекувам за кусо време, останете на оваа фреквенција.